Добре дојдовте, здраво на сите. Многу ми е драго што сте тука. Ова е мојот нов подкаст. Јас сум Ирена Лозана и ќе се дружиме од сега па натаму во оваа една нова приказна или нова авантура која што јас ја отварам за себе и за сите околу нас. Овој подкаст ќе се нарекува, или името му е Живот со инспирација. Прво многу се радувам, многу сум возбудена и се радувам што имам можност да направам една нова комуникација, што можем да воспоставам нов начин на дружба со луѓето. Прво се радувам многу бидејќи наназад многу долго време и самата работам на некои работи, на некои аспекти каде што сакам да споделам убави информации со луѓето, дали ќе ги користам социјалните медиуми или па воопшто било кога ќе зборувам со некого на улица, се радувам сега што ќе можам да допрам уште повеќе луѓе. Се радувам бидејќи нашиот простор е навистина полн со многу негативни информации, дали на социјалните медиуми, дали на телевизија и воопшто луѓето кога ќе застанат да поразговараат, има премногу информации кои што не водат во стрес, информации кои што не ни дозволуваат да се радуваме. Така да јас ќе се обидам најмногу што можам мојата радост и она кое што мислам дека може да ви инспирира и вие да живеете подобро и јас секако да живеам подобро со сето ова. А од друга страна сум возбудена бидејќи ова е еден од начините каде што може да се запознаат уште многу нови луѓе. Се надевам дека ќе ви приредам навистина убави моменти кога сите оние луѓе кои што ги имам на ум, кои што сакам да ни бидат гости, ќе бидат инспиративни за да може секој од вас да си земе нешто убаво и да си го подобри својот живот. Името, Живот со инспирација, зашто е такво? Зашто се вика, овој подкаст така? Бидејќи многу одамна во мојот живот и покрај тоа што имаше многу предизвици и си уште ги има, не дека ги нема, сватив дека инспирацијата е таа која што може да не изведе од она негативно место каде што владее безнадежност, каде што луѓето се во стрес, за да се обидеме барем да почнеме да правиме нешто убаво за себе. Така да во овој подкаст ќе зборуваме за многу интересни работи, за работи кои што ќе ни го подобрат животот. Сега, пред да одам понатаму, за кого може би ќе биде наменет овој подкаст, кои ќе бидат луѓето кои што ќе се движат тука, сакам накратко да ви раскажам малку за мене, да знаете зошто јас го избрав сето ова да го правам. Јас сум сопруга, жена, сум родител на 3 дечиња. Исто така сум и посебен родител. Имам дете со аутизам, едното од децата исто така има невродивергентна поинаквост. И некако животот, почнувајќи уште од тинејџерски години и влегувањето во брак, во мешан брак, каде што веќе самото тоа си беше предизвик, некако ме туркаше кон тоа да морам да станувам и поинклузивна и да бидам многу поотворена да ги прифатам луѓето такви какви што се, ако сакам некој мене да ме прифати таква како што јас сум. Потоа, родителството како еден голем бран, јас што го нарекувам едно цунами, кое што мене, искрено кажано, кога ќе почнам да раскажувам, велам дека ме собра. Родителството ме собра. И на еден начин каде што, колку и да сме ние, да речам, весели што имаме деца, што ќе имаме деца и радост е тука, во ова општество е се потешко да се биде добар родител, да се биде родител, ако ништо друго, а за тоа кој е колку добар родител ќе зборуваме на повеќе наврати, ќе зборуваме многу почесто, бидејќи една голема приказна за која што многу родители немаат одговор. Првото дете, така да речам, типично една нормална приказна каде што се радуваш на своето дете, каде што несвесно може би до некаде бракот или односите почнуваат
да си зимаат некоја своја друга поинаква форма, но сепак и со првото дете, така да речем, животот беше прилично рамен и мазен и во комфортот и вработен и со коли, и со пари и се така. Да после неколку години кога дојде второто детенце, нели, типично, но после една рутинска, нели, редовна медицинска процедура се случи да се повлече. Да, нели, второто дете дојде на аутистичен спектар и од тој момент натаму јас станав и посебен родител. Не бев само родител, туку станав и посебен родител на дете со аутизам. Дори тогаш вистинскиот предизвик на тоа што значи животот да те истресе, нели, се случи. За мене беше многу тешко, како што знам дека е многу тешко и за многу други родители. Не само што родителството воопшто и за типичните деца е тешко, за нетипичните е навистина многу потешко. Тоа беше еден дел од мојот живот каде што, да речем, имаше и неколку години тага и гнев, и измачување, и физички потешкоти мои, кои што ме натера едноставно да излезам од таа комфортна зона, која што и не беше толку комфортна, но нели како сме навикнати да бидеме таму, па што е сигурно, па макар и нека боли, но физичкото здравје едноставно мораше да ме турни, нели, на крајот од таа бездна и да речам дека да, тука нешто мора да се менува. Некаде од тој простор па наваму, кога немаш веќе поддршка, кога немаш избор и кога, нели, како што велат сите, веќе бродовите се изгорени, ќе си најдеш некој друг начин, поубав начин да си помогнеш себе си, да им помогнеш на своите деца, на своето семејство и понатаму да дојде ред да им помагаш и на другите луѓе околу себе. После тоа детенце дојде уште едно детенце, затоа што навистина сакав 3 деца и затоа што верував дека нели и уште едно детенце може да биде поддршка, да речам, за второто, и бев во право. Сега можам да кажам дека бев во право, затоа што сите се они прекрасни, супер и прекрасно комуницираат и сите, секој од нив поединечно си има своји предизвици, нели, поради поинаквоста на едното, но мислам дека многу добро се носат со сето тоа. Секако, сите овие предизвици кои што мене ми се случувале, кои што ги живеам секој ден и за кои што јас наоѓам некакви начини, инспиративни, убави, тоа е таа желба зашто јас сакав да почнам да зборувам, нели, гласно да го направам овој подкаст, да не биде само моето зборување или моето искуство, кое што сега веќе малце поголемо во однос на тоа како јас размислувам не само како родител, туку и како едукатор кој што веќе скоро 6-7 години работи со семејства со деца со посебни потреби, со типични семејства, со едукатори кои што работат со децата. Се на се, пред неколку години кога размислував, нели, па каде сум јас, што правам јас со себе, што сакам јас да правам во животот понатаму, едно беше сигурно, дека јас сакам да го направам најдоброто за децата, за сите деца. И нели помислував дека кога почнам да работам, нели, посебно јога, еве да речем нешто кое што беше некарактеристично, си реков себе си, јас ќе работам со децата, со посебните деца. И на првиот час уште кога дојдоа и родителите и децата, бидејќи таква беше насоката дека мора родителот да биде веднаш до детето, родителот треба да биде тој кој што ќе ги воспостави вежбите и сите правила и се она што треба да го научи детето за да биде, нели, убавиот пример. Уште на првиот час фатив дека јас не треба да работам со децата. Не директно, не цело време. Јас треба да работам со родителите и со едукаторите, затоа што тие се клучот на развојот, на радоста, на спокојот на секое дете. Така да после, нели, таа моја, да речам, идеја, не идеја, туку, нели, онаа сијаличка што ми кликна дека родителите, едукаторите се тие кои што се моите слушатели најчесто. Се чувствувам комотно да зборувам со нив и да давам и насоки, да
да го споделувам моето знаење, да бидам едукатор, затоа што јас самата сум родител, јас самата сум едукатор, сум била едукатор, сум работела со големи групи, на учителки во градинки и во училишта, и поединечно со дефектолози, со логопеди. Нели, било се во правецот на лицата со попреченост, но и на крајот на денот, нели. Лицата со попреченост, ако успееме ние да ги доведеме и тие деца, и тие лица во некаква состојба на спокој и на радост, тогаш со типичните навистина може да биде полесно. Така да, од сето ова, мислам дека може да сватите дека најдрагите мои слушатели се родителите, едукаторите и секако жените со оглед на тоа дека јас сум жена. И исто така сакам многу силно да ги поддржам жените, сакам да им дадам таа поддршка, да ја видат моќта во себе. Затоа што имаше период во животот каде што се чувствував безнадежна, каде што се чувствував слаба, каде што се чувствував мизерно до некаде, каде што мислев дека не можам ништо да направам, дека не можам ништо да бидам, ништо значително, нели, на овој свет или за било кого. Да, после многу долго работа на себе и работа со моето семејство, сватив дека ако јас бидам доволно добра со себе, ако работам на себе, дека тогаш ќе имам капацитет да, можеби, нели, почнам да правам нешто вакво и да инспирирам повеќе луѓе околу мене да живеат подобро со себе. Така да, значи, отприлика ова е нешто кое што сакав да го споделам на самиот почеток, за да нели, тие кои што ќе дојдат прв пат, за да може да го видат сето ова, за да знаат која е, да речем, нашата, да речем, која е мојата публика или нашето друштво, што не значи дека јас нема да им зборувам на сите, ќе им зборувам буквално на сите човечки битија, ќе им зборувам на младите родители, затоа што сметам дека на вистина тие се тие кои што на вистина во раце ја носат иднината. Се додека не разбереме, ама вистински да разбереме дека сето тоа што се случува сега во моментот и тоа што им се случува на малите деца, посебно на децата во раниот детски развој, каде што се создава целиот нивни свет и какви се околините, какви се сега, нели, воопшто што се случува околу нив, во нивните семејства, е клучно зошто треба да се менува, како треба да се менува за овие деца да навистински пораснат во едни поздрави личности и да можеме навистина да се ослониме на нив дека ќе градат нов свет. Тоа не значи дека овие што се попораснати, дека веќе е доцна, далеку од тоа дека е доцна, но како растеме, нели, можеби е потешко да ги менуваме своите навики, своите уверувања, но мислам дека ако се потрудиме, посебно родителите и едукаторите, оние кои што вистински ги допираат децата во креирање на нивниот свет, ако ние пред се родителите добро се потрудиме, можеме многу да смениме и во нашето семејство, и во животите на нашите деца, со тоа и воопшто, нели, за нашава држава и за светот воопшто. Така да, значи, сакам да зборувам со оваа група, сакам да ги охрабрам, сакам да ги инспирирам да живеат, значи да живееме сите заедно, малце поинспиративен живот, да најдеме начини како да се оттргнеме од буката која што не обкружува, да се оттргнеме од стресот кој што секојдневно ни виси на глава. Значи, ќе имаме гости, ќе се потрудам да ги најдам инспиративните луѓе кои што се во нашава држава, да речам, кои што работат на различни работи, кои што живеат различни животи, поразлични од она што може би е вообичаено. Но целата инспирација сакам да биде во правец на тоа што му служи на животот. Тоа што на вистински му служи на животот, не толку на социјалните аспекти, но да бидеме ние здрави, спокојни и радосни човечки битија.
Така да, од прилика, тоа е тоа кое што сега имам да го споделам. Понатаму ќе има емисии каде што сакам да зборувам на некои теми малце повеќе. Значи ќе има емисии кои што ќе бидат, да речем, повеќе насочени кон родителите и родителството и посебното родителство. Ќе има емисии каде што ќе им дадеме поддршка на едукаторите, дали било во градинка, дали било во училиште, дали едукаторите воопшто кои што работат со деца. И секако ќе има посебно место и за жените, каде што нели ќе се охрабрат малце повеќе, каде што се надевам дека ќе имаме можност да создадеме и некоја убава заедница. Затоа што сето ова што јас себе се обидувам да го правам и сите информации кои што сакам да ги донесам, ќе бидат само побави, само посилни ако ние се споиме во една убава заедница, ако почнеме да комуницираме, ако почнеме да си бараме решение. Нели, на сето она, затоа што јас имам колку што имам информации во животот. Јас сум направила нешто што сум направила во животот, но имам уште многу за учење. Уште многу за учење. Сакам исто да научам на овој подкаст од тие кои што ме гледаат, кои што имаат некои своји нови или па можеби подобри идеи како нештата да се направат. И секако ќе има, значи, еден дел во кој што ќе зборувам за невродивергентните, значи, поинаквости, значи, емисии во кои што малце попрецизно ќе зборувам за лицата со аутизам, со АДХД, екранизацијата сега, која што е многу застапена, за дислексија, за дисграфија, сите оние поинаквости за кои што нашата медицина сега во моментов и нема толку многу конкретни одговори, каде што за сите овие поинаквости родителот и едукаторот го носат најголемиот терет, најголемиот товар го носат, но од друга страна па тие ја имаат и силата во своите раце да им помогнат на децата со ваквите поинаквости. Така да ќе правиме мисии во кои што ќе има прашања, во кои што ќе се обидам да ги најдам најдобрите одговори, да споделам сето она што е моје искуство, да најдеме начин како да споделим искуства и од стручни лица, да споделим искуства и од други родители секако, затоа што е многу вредно. Затоа што овој свет на невродивергентност, иако прочитате сега на интернет, нели, иако има многу информација, но ќе видите дека светот оди кон тоа каде што кажува дека родителите се тие кои што ја носат силата и го носат капацитетот да бидат главни во животот на овие деца. Затоа што тие се тие кои што знаат што им се случува секојдневно, тие се тие кои што знаат кои им се потешкотиите, кои им се радостите на тие деца, кои им се тенденциите на тие деца, како сето тоа да се стави во функција за тие да почнат да живеат порадосен, поспокоен живот, пофункционален ако ништо друго, и како да почнат да гледаат малце подалеку од тоа дека да, ние ќе останеме дома и нема да можеме ништо да правиме во животот, до крајот на животот, затоа што можеби нашава држава сега се уште не дава некакви одговори и решенија, но да се вратиме дека значи во овие емисии кои што ќе бидат за невродивергентните, малце посконцентрирано и малце пофокусирано ќе се задржам на тоа како да се изнаоѓаат решенија, како да се направи животот поубав кога се има дете или лице со невродивергентни поинаквости или во семејството. И секако жените, реков, сакам жените да бидат навистина охрабрени, да ја видат својата моќ, затоа што секоја жена има моќ и полека да се враќаат во таа моќ, затоа што жените се темелот на едно семејство кое што така, на еден убав широк начин го држи целото семејство, да може мажот да биде во својата сила, за да може да создаде сигурност, да може да создаде еден, да создаде нешто што може на жената да ја помогне во семејството и да бидат заедно поспокојни. Така да многу ќе зборуваме околу тоа да како жените да си помогнат себе си, како да се грижат за своето женско здравје,
како да се грижа за своите нели, својата ментална состојба, која што, нели, ке сите е потешкотија. Така да, од прилика, тоа е тоа за кое што, еве да речем, ќе зборуваме, ќе доаѓаат нови теми. Сакам сите слободно да се чувствуваме, сакам да имам многу прашања, сакам, затоа што мојата возбуда е да, кога ќе видам некаков проблем или некаква потешкотија, да најдам начини на различни места, од различни места да ги донесеме информациите и да ги ставиме на едно место кај што може да им служат не само на еден човек, туку на една цела заедница, на многу повеќе луѓе. Така да, еве да речам, драго ми е што успеав и ово да го завршам до крај. Се надевам дека ќе се видиме, нели, последната епизода. Следната епизода ќе биде, ќе почнеме одма со темата околу родителството, нешто околу родителството. Затоа ве поканувам да дојдете. А за гостите, здравје Боже, полека, нежно, како што ќе тече времето, ќе почнеме и да имаме пријатели кои што ќе доаѓаат. Сакам да ве оставам сега со мојата намера и со она кое што сакам да почнете да го создавате како простор во себе, да создавате простор за повеќе инспирација и, нели, да создавате живот со инспирација. Поздрав!